Зборува пратеникот Драган Ковачки. Повелете. Благодарам, председателе, почитувана министерке, почитувани колеги. Ова е дел од процесот на модернизација на армијата кој што е започнат веќе некој период. Меѓутоа, тука мора да се има во предвид дека тоа што ние го викаме модернизација во суштина има и своји, да речам, слаби страни. Зошто? Затоа што во делот на модернизацијата, почнувајќи го тој процес на модернизација, ние остануваме без огнена моќ на армијата. И тука пред се мислам и на копнените средства, значи на копнената војска. Меѓутоа мислам и на воздухопловството. Од ова што можевме да го видиме, значи што ни е доставен материјал од страна на Министерството за одбрана, гледаме дека се набавуваат повеќе наменски транспортни хеликоптери. Јас таква формулација не познавам. Значи или се транспортни, или се повеќе наменски. И тука е прашањето зошто е тоа така доставено, значи дали има некоја грешка техничка што е направена или има некоја друга намера во позадина. Не сакам да се сомнам дека има намера, меѓутоа таква работа во Министерството, од Министерството не би требало да излегува, затоа што таму имаме стручни луѓе кои што знаат терминологијата. Понатаму гледам дека плаќањето на овие средства, и тоа го гледаме во документот, ќе се врши најголемиот дел во период на влада на ВМРО ДПМНЕ. Значи сега плаќаме 15-16% до крајот на оваа година, а до 28 веќе, значи во следниот период, кога ќе имаме влада, се задолжува идната влада. Значи ние тие пари ги немаме. Значи 250 милиони, првично беа 230 по првичните најави, сега се 250. Од каде овие 20 милиони плюс? Навистина не знам. Понатаму се сомневам во изборот на воздухопловите. Зошто? Затоа што во моментов имаме повеќе капацитет за да пренесеме луѓе, затоа што купуваме транспортни хеликоптери. Во моментов имаме потенцијал да пренесеме повеќе луѓе од точка А до точка Б, за жал со неисправни хеликоптери, значи тие се неисправни, меѓутоа постојат, тука се. И практично армијата не добива додадена вредност. Значи не добива додадена вредност. Тие се хеликоптери кои што немаат вооружување на нив, има можност да се додадат лансери такви работи, да се вооружуваат. Сите гледаме дека во војната во Украина се користат современи воздухоплови кои што има и балистичка заштита, меѓутоа имаат и противелектронска заштита. На овие хеликоптери, колку што сум известен, само на 2 сета има таква работа. И сега се постава прашањето дали се тие НАТО компатибилни, дали ќе може да бидат употребувани во мисии. Зошто само на 2 сета, односно на 4, а не на сите? Се поставува прашањето кои фирми исто така беа уклучени во ова наддавање или не знам како веќе е направен изборот. Зошто го прашувам тоа? Затоа што според оние информации што јас ги имам од отворени извори, значи овие хеликоптери се за цивилна верзија, при тоа прилагодени за воена употреба. Значи не се борбени хеликоптери. И пак ќе се навртам на почетокот, значи повеќе наменски хеликоптери викаме. Значи хеликоптерот, знаат тука колегите, Чкоров беше и на борбена ескадрила, ако не се лажам, така вие бевте. За жал сега тие хеликоптери ние борбената компонента ја немаме. Во СОП таа компонента, значи во стратегискиот одбранен преглед, пишува дека треба да ги летаме нашите хеликоптери до 25, ако не се лажам. Меѓутоа не летаат тие. Овие новиве што ги купуваме немаат таква можност. Значи не се борбени. И мислам дека со тоа армијата губи
Односно не добива ништо, нема некоја додадена вредност. Во моментов, викам, имаме повеќе потенцијал. За жал, воздухопловството наше на оваа држава, сега зборувам генерално и за полицијата, во полицијата, еве да речеме, ти отидоа многу понапред. Нивните хеликоптери во моментов се на повисоко ниво на опрема од овие што ги купуваме ние како одбрана. И мислам дека тоа не е во ред, затоа што мислам дека армијата треба да има најсовремени средства, подготвени за учество во НАТО мисии. Гледате на каде оди светот. Сопот е правен пред воената криза во Украина, пред нападот на Русија. Сите гледаме на каде одат работите и мислам дека треба да се даде приоритет на огнената моќ, а не само на транспортот. За жал, ова не е случај, реков, само со воздухопловството. Тоа го правиме и со копнените сили, каде што само купуваме средства за транспорт, а не и средства со огнена моќ, со што би биле респектабилна армија. За жал, нашава авиација, односно воздухопловен винг, ги изгуби потенцијалите кои што ги имаше во минатото. Значи, ние сега не сме во можност да, како армија, да правиме пребарување и спасување. Тоа порано сме го имале, сега го немаме. Се прашувам дали сме и во можност да извршиме ноќен лет, нешто што е најнормално. Во овие хеликоптери, значи во овој сет сега што се купува, тие работи ги немаме. Значи, немаме обични NVG-а, значи, еве така речено, уреди за ноќно гледање, што е дури застарена технологија. Значи, тие веќе не се има многу посовремени средства, а за жал ние овде не ги купуваме тие работи. И сега нашава армија ја нема таа способност од точка А до точка Б, ноќно време, на необележано да слета. Да, на обележано може би имаме потенцијал да слетаме. Така да се поставува уште едно дополнително прашање тука, а тоа е зошто во период на техничка влада, на распишани избори, се случуваат овие работи. Зошто? Дали истото се случуваше и со колективниот договор кој што беше потпишан на денот на изборите, односно на ден пред изборите, објавен на денот на изборите, да излезе во службен весник, а не се реализира. Зошто сега се прави ова? За да истото го проблематизираме утре кога ќе дојдеме и да имаме проблем како држава. Мислам дека ова е крајно некоректно. И не знам од кои причини навистина се прави. Ако ние како Комисија за одбрана овдека и во ова собрание треба да бидеме информирани со детали, требаше да бидеме информирани со овие детали што ги изнесов пред малку. Затоа што ова писание што го видовме е така општо. И сега ние на тоа општото немаме некои сериозни забелешки, освен начинот на плаќање, реков. Меѓутоа, еве, ќе речете, не купува една влада, купуваат повеќе влади, проектите се повеќе годишни, ајде и тука до некаде и ќе се согласам. Ние ќе најдеме пари и ќе платиме, не е спорно. Меѓутоа, прашањето е дали ние добиваме способности плюс. Одговорот е не. Значи не добиваме плюс способности. И тоа е главното прашање, главната поента е таа. Фрламе 250 милиони, не добиваме плюс способности. Да, добиваме нови хеликоптери. Меѓутоа, не се согласувам со писанието каде што пишува дека до 300% се исплатело повеќе да се купуваат нови отколку веќе репарирани воздухоплови. Ако е така, тогаш зошто Бугарија купува F-16 користени, зошто Хрватска купува 40 на нови односно користени воздухоплови, зошто Србија тоа го прави. Значи, сите тие се вооружуваат со борбена техника која што има огнена моќ. И тоа голема огнена моќ. За жал, ние тоа не го правиме. Ние се сведовме на една транспортна компанија од точка А до точка Б. Мислам дека начинот на кој што се изведува ова купување на овие средства, повторувам, не е коректен. Не е коректен и према државата, не е коректен и према граѓаните. Јас имам своje размислување зашто е тоа така, реков. Меѓутоа ќе го зачувам за после изборите да ги расчистиме некои работи.
да видиме дали навистина имаме потреба од нешто плюс, апсолутно дека секое средство што ќе дојде е добро, меѓутоа дали имаме потреба од нешто плюс, а зошто не е направено тоа? Односно, зошто не се купувани средства кои што ќе бидат опремени дополнително, кои што за жал би чинеле можеби двојно повеќе од ова што е сега, а зошто се купуваат основни, значи платформи со основни елементи. Еве, не би должил повеќе, тука би ја завршил мојата дискусија со порака да ако веќе ги купуваме тие средства, да се направат обиди, и тоа ќе мора секако добро да го прави едната влада, да заживее центарот за обука на пилоти, кој што ние како држава сме го имале, сме го платиле 50 милиони, да го платила владата на ВМРО ДПМН, меѓутоа го платиле граѓаните, а за жал од претходната министерка истиот беше па буквално речено уништен, а тоа е центар, знаете и сами, со скапо платени симулатори, центар кој што можеше да и прави пари на државата, затоа што доаѓа луѓе односно други армии да се обучуваат тука, и кој што не е она што викаат не бил по НАТО стандарди, апсолутно дека е неточно, и тоа како беше по НАТО стандарди, и можеше државата да заработува. За жал тој центар се уништи и ние немаме каде да произведуваме пилоти. Постоечките пилоти веќе добар дел ќе заминат во пензија со новите законски решенија и со постоечкиве веќе. А делот на одржување на воздухопловите исто така е голем проблем. Добар дел од техничарите исто така заминаа и тоа е сериозен проблем, заминаа во странски држави. И како би се одржувале тие нови хеликоптери? Да, има во договора таму, има налети колку и така натаму. Тоа е па посебна приказна, 1000 сати налети. Не знам јас, еве пилотиве се тука нека кажат од каде овие бројки се извадени, меѓутоа 1000 сати налет, тоа е, мислам, вака претенциозно, не знам дали до 100 ќе стигнеме, меѓутоа ете, ставено е. Така да еве тука би завршил. Ние ќе ја поддржиме оваа иницијатива секако, нема да ја кочиме, нема да ја блокираме, меѓутоа мора да бидеме отворени и да си кажеме дека навистина има пропусти и има работи кои што може да бидат и тоа како подобрени, и тоа како да си унапредиме нашата армија, значи викам да имаме додадена вредност, а не да даваме пари за нешто што веќе со постоечково го имаме, само што не се одржува. Благодарам.